Македонската ракометна репрезентација оствари пласман за заборав на светското првенство. Одигравме 3 мощни, лоши, неквалитетни надпревари кои беа загубени со поголем број на голови, разлика од поголем број на голови. Таму во Полска, во живо ги следеше надпреварите мојот гостин Стефан Цаневски, уредник на порталот Екипа, спортски портал Екипа. Добар ден. Добар ден. Што се случи во Полска? Како то така наеднаш Македонија од респектабилна репрезентација стана репрезентација на која и Аргентина може да и дава голем број на голови? Има многу фактори, ама некако се собра сега некако на едно место реално. Значи тој циклус на подмладување што на сите им се случува некако нас најтешко ни паѓа пред се. Никако не може да биде изговор според мене, затоа што да, од една страна навистина имаме млади играчи, но не може да го наведеме како главна причина за да загубиме по 10 разлика од кого стигне. Искрено, јас и во моите коментари пред да почне првенството очекував 3 порази. Велев да, со Аргентина, ајде да се надеваме, првите две стварно нема што баре, ама да изгледаме така лошо на терен како што изгледаме, да се срамиме од самите себе после секој надпревар, тоа беше чувство што не го посакувам на никого. Да го следиш своја држава во туѓа земја, така да изгледа. Значи, навистина беше разочарувачки и за новинарите, и за публиката, и за сите. Знаеме дека сме неискусни, значи тука нема ништо, нели, никој не е изненадан, но очекувавме некој квалитет, нешто да ни каже дека ова момче за година-две ќе биде спремно. Да, нема такво нешто. Мислам дека тоа е најпоразителното од целата приказна. Ние зборуваме за смена на генерации, зборуваме за седно кога и кога почињаше оваа смена на генерации пред 4, 5, 6 години, викавме еве го Талески, еве го Кузмановски, ќе биде тоа. Имаш некој во кој што надолго гледаш. Не се носители некако. Сега ги гледаме нив, сега се фрлаше со дрва и камења по некои други помлади играчи, но суштината е дека ние надпреварите ги губевме уште кога беа најискусните на терен. А од друга страна, од овие помладите, тоа што вие го рековте, нема ни еден буквално, што ќе кажеме, овој ќе биде за година-две, само дајте му детево ќе биде топ. Нема такво нешто. Нема. Јас препознавам нешто искрено во малиот Павле Атанасиевич. Има борбеност, има некој потек, има се надевам дека из некој процес наскоро би можел да крене ниво. Сега млад е, греши, сето тоа е нели дел од процесот, но суштински немаме звезда. Мислам ги гледаме Исландјани, да не зборам сега за Франција, Шпанија, оние што се супер мокни, ама и ги гледаме некои други помали репрезентации кои што вадат играчи со 20, 21, 22. Ние имаме играчи по 23, 4, 5, што сега се дебитанти, викаме млади сме. Да, играчи од 25 години не се веќе млади, не може да зборуваме за тоа. Носители на играта. Тоа е тоа. Лазаров вели ја прифаќа одговорноста, но не поднесува оставка. Може ли тој да ја извади целава работа? Овој тим за кој велиме дека е млад или неискусен, да стане искусен и да стане и квалитетен? Дали е возможно тоа? Искрено, мислам дека Кирил Лазаров можеше да заврши многу подобра работа на ова првенство. Мислам дека тактички бевме пред надпреварите добро подготвени, добро анализирани, но како што тече надпреварите не беа водени од клупата на најдобар можен начин. Сега тоа сигурно се должи на неговото неискуство како тренер, се забележуваше доста негово тајм-аут, ама сето тоа е пак како што ни е репрезентацијата младата, толку и селекторот млад. И сега ако го тргнеме селекторот, да кажеме сега тој е крив, све друго беше супер, ова селектор. Ќе се вратиш назад за 3-4 години. Има една друга работа. Ние не сме репрезентација за која што веќе се тепаат добри тренери да дојдат, да работат, да... Нема раалко веќе. Да, ќе земеш некој друг селектор, ќе се вратиш, па да него ќе му даеш 3-4 години. Едноставно ќе мора да се навикнеме дека квалитетот е тој и дека резултатите се, за жал, мање више ќе бидат такви. Тоа значи да пројдеме може би европско првенство да се пласираме, светско ќе биде се потешко кроз 2 баражи да се пројде. Тоа е реалноста. Нас ни се свиѓала или не, тоа е реалноста.
Види, ние сме премногу строги со ракометарите, Да. бидејќи тие колку години поред ностоп се на европски и светски првенства, што другите нели репрезентации наши македонски би можеле да го сонуваат такво нешто, така да и треба да се биде фер и да се каже, па и не е срамота да се загуби нели уште во прва група уште во почетната група нели на едно светско првенство, тоа фудбалерите би го потпишале со две раце уште од сега, да им каже некој, така. Да, сепак е тоа и успех, ако се земе нели во предвид Македонија, но Македонија ракометот е многу популарен. Така. И не е во многу земи популарен ракометот, така да и не можеме премногу да спиеме на тоа уво. Зошто ние така наеднаш паднавме по квалитетот? Или не е наеднаш? Не е наеднаш, тоа е процес што траеше. Значи, со тоа што кога се случи првиот пат, сега малце наназад, оние предолимписки квалификации Гдаńsk, кога не се пласиравме Да. вториот пат, тогаш веќе се повлекува еден дел од поискусните од ветераните, ама тогаш го имавме вториот бран, што го кажав. Талески, Кузмановски, во тоа време беше Танковски како млад. Се појавија играчи што некако природно крај овие поискусните, а сепак го имавме Кира Лазаров како играч, кој што е Кира Лазаров и кој што И сега тоа е едниот дел од работата. И значи имавме млади. Вториот дел имавме многу интернационалци. Да се игра во странство значи да се има карактер за да се играат тешки надпревари. Па макар играл ти Шпанска лига колку и да е слаба, да не зборам Бундеслига имавме играчи, имавме Француска лига играчи. Тој играч што цела година игра на тоа ниво, што тренира на тоа ниво, кога ќе дојде овде, тоа е за репрезентација зборам, ќе играш со Холандија, кај нас не достигаше во Краков зборам конкретно, не достигаше енергија, да видиш жар, да видиш. Една од причините е што и лигата е таква каква што е, ама лигата ни е таква, сега е дури и добра. Лигата ни беше таква и пред 5 и пред 10 години, ама имавме играчи кои што играа у странство. Или ако играле, например, играле у Металург, ама играле Лига шампиони, па играле 10 утакмици кои што биле јаки. Сега спомна лигата, не така одамна имавме две врвни екипи во Македонија. Вардар беше европски шампион, Металург не беше, но беше можна респектабилна екипа во Европа. Денеска немаме ни една таква екипа. Дали искуството со Металург, искуството со Вардар, кои според мене не можат да се споредат, е добро или лошо искуство? Па како држава, што нели мала држава и сето тоа, некако проектот клуб репрезентација, колку и да звучи строго од една страна или не знам како, мислам дека може да даде успех. Тоа што го направи Металург беше на некој начин сега, секоја чест Кира Лазаров, Борко Ристовски, но пак цело јадро на играчи беше РК Металург во тоа време. Тие беа создадени во Металург тие. Да. Да, во школите, младинските школи на Металург. Или на крај на краишта дојдоа во тоа време, ги собраа дали од Вардар, дали од она и играат долго време заедно и се создаде на целина. Сега јас го поддржувам тоа како некој си рецепт или дали ќе даде резултат. Овие деца се премногу млади. Сега што играат, пак ќе кажам, не знам, Серафимов, Атанасиевич, тие во кои што може да ја гледаме иднината, да. Да, значи Металург сепак можеме да го цениме како успешен проект. Што е со Вардар? Европска титула, еден од најголемите клубови во свое време нели во Европа и после тоа хаос. Нема ништо, нема млади деца, ни еден играч, ја не знам кој играч произлезе од Вардар таму. беше туп над балон, се трошеа пари кои што фактички не постоја, се нудеа пари што ги немаш. И сега дојде време за наплата, едноставно зборам на сериозни играчи им се должат многу пари. И тие сега нормално кога веќе видоа дека све се распаѓа, си го бараат тоа по судски пат и за жал се случи тоа што се случи, суспензија да не можеш да играш Лига шампиони. Најкатастрофално беше, го направија тоа и со женскиот клуб, ЖРК Вардар нели исто беше ова, го направија и со мажкиот. Воопшто не се грижеа за младинската академија. Они као направија имаме волку деца, но суштински не се грижеа. За тоа што кога еве Металург пропадна, и тоа пропадна на многу полош начин. Ама кога пропадна, имаше генерација од Талески, Кузмановски кои што
си дојдоа едноставно природно. И Вардар да имаше 3-4 такви деца, со овие сега што останаа, ќе беше, зборам, долговите ќе беа многу помали, они продолжија, купи ова, земи ова, должи волку. Нема, едноставно мора да стигне цехот, кога тогаш. Сега, за жал, стигна и според моите создадија тешко е да играат и до година Лига шампиони, дури и доколку бидат прваци. Да. Значи, едноставно прескапо ја плативме на европска титула. Според мене, да. Цената е... Радоста беше голема, се е добро, репрезентацијата не виде ништо, ама, окей, приватен клуб беше. Да, нема нищо. Секој си има своја визија за клубот. Штета што на толку пари што се потрошија, 5% да беа насочени правилно кон младинска школа, многу другачија можеше да искочи. Имаше многу повеќе деца. Во каква состојба федерацијата или речено општо целиот раков во Македонија? Генерално мислам дека сосема окей функционира. Работа на федерацијата е да создава услови за раковет. Раковетот останува спорт број 1 во државата, така што тој аспект нема што да... Колку имаше посета на надпрва што беше... нема што да се најде заерка. Лигата, имаше некои критики дека лигата се проширила. Едноставно се дава шанса на сите да почувствуваат што е квалитетен, што е компетитивно. Сега имаме друг дел. Клубовите тоа го користат за да донесат 7 странци и да во друга крајност оди целата приказна. Но да спекна федерација... Тоа поента да се триумфира во Македонска лига со странци, стварно не можам да разберам. Не само во ракомет, и во други. И сега има многу работи. Федерацијата работа е да создава услови за репрезентација. И машка и женска репрезентација може да прашате кога сакате, има услови какви што никогаш немале. Младинците одат на сите надпреварувања, имаат веќе некои резултати, победуваат Б дивизии, влегуваат во елитни друштва. Машка репрезентација. Најдобрите тренери што сме ги имале, зборам, Лино Червар бил селектор. Раул Гонзалес бил селектор. Кира Лазаров почнува кариера. Веселин Вујовиќ беше селектор. Да. Значи, во моментот тоа што сме го имале како тренерски капацитет на нашиот пазар, федерацијата го донела да работи со репрезентацијата. И сега да кажеш дека не треба така, не знам. Секој може да каже што сака, но треба малце да се има и здрав разум. Јас веќе реков дека сме понекогаш и премногу строги со ракометарите, бидејќи многу очекуваме од нив. Сега, зашто го велам повтор пат тоа е дека вие следите многу будно и што се случува во кошарката. И таму е многу полоша состојбата него ли по ракометот. Па дали може така да се каже, вака лаички? Да, лаички, да. Ваму е лошо, ваму е катастрофално. Така нека. Зошто го говорам ова? Го гледав оној несреќен надпревар помеѓу Партизан и МЗТ Скопје, што се одигра во рамки на АБА лигата. 50 разлика загубија. Мислам, клубот за кој јас лично навивам. И навистина тој изгледа многу лоша. МЗТ треба да е као најдобар клуб во Македонија. МЗТ е најдобар, може. Реално, може да го прогласи сигурно. Но тоа е систематско незнаење на работа. Тоа е веќе друга тема и има управа што е апсолутно неспособна и не гледам како би се поправиле со овој директор, со оваа раководна структура. Значи тука е според вас тоа е све до директорот и до управата. Има разни работи, но конкретно за случувањата МЗТ почна окей. Имаше 3-4 убедливи порази во лош распоред, па доби 2 утакмици и тогаш на 2 дена пред најважниот меч дома со Борас Чачак дозволува да си оди Бре Ајви, кој што е најдобар кошаркар до тој момент, затоа што не бил исплатен бонус за освоена титула од ланска сезона. Значи зборуваме ноември-декември. И он си иде, ти ја губиш утакмицата, утре ден те има плата. Значи, некои работи си можел да ги спречиш и порано да не ти се случат. И јас тврдам дека да беше Ајви и да се држеше таа атмосфера на некое ниво, тие 1-2 утакмици кои што може да се добијат, ќе се добијаа. Од Партизан може и да изгубиш и 40 и 50. Добре, ама ќе изгубиат. Е срамота. Ама тебе ти е битно да ги добиеш тие Борас, Чачак, Сплит, тоа се надпреварите што ти носат опстанок.
Не може да се радуваш да изгубил 3 од Будучност, не знам, 6 од ова и ова. Не, имаше радост ние поради треба малиот да се научиме да се радуваме на победи. Тоа е тоа. Да, и неко само компарација и Будучност има завидни резултати во последно време, но Подгорица е барем 10 пати помал град од Скопје. Значи не е тоа многу тешко да се направи. Нели? Има, мислам, многу... Сега, можеби не можеме со Белград да се мериме. Да, многу аргументи има преказната. За жал, си поставиле човек кој што они си го сметаат за добар. Клубот оди, за жал, и јас сум како и вас, МЗТ ми е омилен клуб, иако сум новинар, нели, роден сум во аеродром и имам право на припадност од тој аспект, ама не е добра работата. И сега не е добра. Нека ја мислат тие што го водат. А како е работнички? Таму слушнав има некој ново спонзорство дека работите се поправа. Па у некоја перспектива се гледа. Океј, да. Мислам дека не се гледа светло на крај на тунел, него више осветлено. Пола тунел и поише го поминале. И мислам дека ако биде се океј, ако продолжат вака, дека следна сезона би биле озбилни. Се озбилни. Ки играат Аба 2 да се обидат да направат нешто да пласман да остават. Да, не. Аба лига. Аба 1 мише ќе направат тим што би можел можеби да му парира на МЗТ. Сега никој не знае нели бюджетите какви ќе им бидат општини. За жал на тоа ни се сведува, имаш ваучер, имаш општина. И друго, ако нешто чепнеш, тоа е суштински проблем на нашиот спорт, мислам, и на системот на финансирање. Да, ваучерот и општината. Да. Таму е тоа е капацитет и ги научија компаниите дека им брани да создаваат млади играчи. Апсолутно, ама тоа изгледа најтешко. Па да. И тој што го прави тоа, одма со прст го покажуваат, види го овој будала, се мучи и се прави. А уствари суштината треба да е таа, ти да вадиш 1 до 2 играчи годишно, па тие да ти играат и 3 минути. Види 2 години. Да ти играат 2-3 минути, ама да стварно да има нешто у тоа. Кај нас тоа не е само кај МЗТ тој проблем, проблем е кај 90% од клубовите. Да. Репрезентативната кошарка, да ја споменеме, има ли тука нешто? За жал не гледам ништо искрено. Мислам, се прошири Евробаскет, исто како што се прошири Европското во ракомет. И играме сигурен настап. Не значи. Ништо не. Се прошири од прошлото. Значи имаш група од 4, од кои што првите 3 идат. Значи само треба да не си последен за да идеш на Европа. Тешко ли е тоа да се? Па ете, не влеговме минатиот пат од Естонија, а искрено и не гледам како би влегле. Гледав оној натпревар со Данска, ако не се лажам, кој го добивме со неверојатно мал број на поени. Со Норвешка. Со Норвешка. Ја прв пат во живот видов дека норвежаните играат кошарка. Знам дека има респектабилни фудбалери, одлични скијачи, нордици, ама кошаркари прв пат во живот видов. Тоа е тоа ниво на предквалификации. Ама едва го добивме на тоа. Да. Тоа е... Значи тоа е реалноста или лошо беше? Тоа е реалноста. Е реалноста, да. За жал, колку и да не сакам да признам, кој имаме еден играч, стварно играч, Ненад Димитриевиќ, Врвен, кој што за жал сега игра во Русија и ради заладени односи на Руска со Европска федерација не може да игра. Имаше еден натурализиран играч кој што стварно го погоди овој пат, американецот Шорц. И толку. За жал. Не може да се издвои ниту еден млад талент. Нема, Андреј Акимовски го имаме кој што е талент, ама дечкото игра во универзитетската, во NCAA во Америка. Не може да доаѓа. И он доаѓа само летните утакмици ги игра и сега го нема таму. Добро, ама во перспектива би го имале. Никој не знае. Можеби ќе остане таму, можеби ќе... Па добро, ние еве кој нели Перо Антич играше во NBA лига, играше и за репрезентација, не беше тоа спорно. Тоа време мислам и дека не се поклопи. Кога отиде НБА веќе репрезентацијата. Му беше во втор план. А како е како претседател? Како функционира тоа? Не знам како да кажам да не се каже премногу. Да не се каже. Мислам дека федерацијата е одраз на целото сивило во кое што се наоѓа кошарката. Сега не дека е директен причинител, можеби фактори има многу. Падот на кошарката беше и пред доаѓањето на Перо Антич. Да, не е. Та не е сега дека човекот е апсолутен виновник, но едноставно се е у такво сивило, се е у таква некоја незаинтересираност. Тоа што го кажав, од општина Волку, од ваучер толку,
би ги извел два клуба. ТФТ Скопје, Феникс Скопје. Два клуба што си имаат јасна визија, приватни клубови, што е многу битно да се потенцира, јасна визија како си работат. Што значи? Млади игра, различни системи се, но Феникс на пример, тоа е школа што успешно работи и претходно. Сега си влезе од втора во прва лига, лани, сега е втора сезона. Лани ги добија и МЗТ и работнички и сите. Своји играчи се. Во главном се своји, има 4-5 деца од своја школа, млади деца кои што си добиваат шанса по природен пат. Земаат еден-двајца повозрасни, Бојан Трајковски, сега Ивица Димчевски. Едноставно си има своја приказна од која што не отстапува. Зема и некој странец, не е тоа спорно. Ама кога ќе треба топката иде кај македонците. Ги учи на одговорност, ги учи на напред, ги учи на се. Сега биле 5, 6, 7. Некогаш пласманот не е најбитен. Воопшто не е битен. Јас се сеќавам на едно интервју на Александар Петровиќ кој вели нека Цибуна 6 години ги губила над преварите бидејќи тој играл плеймейкер, бил млад и неискусен, но седмата година биле шампиони. Баш Потоа така. беа и европски Едноставно треба да препознаеш, но и да си и да вложуваш во игрината. И едноставно да работиш без притисок. Во клубови кај што има општински пари, тоа од една страна е добро, од друга страна е мора да победиш, како губиш овој, извади го оној. Едноставно Да, тоа на крај станува нели една скапа играчка на градоначалниците. многу пати сме Кои виделе нели дека е така. сакаат да Многу бидат пати сме победни. виделе такви примери, да. Да, многу иде. Стефан, ја ти ви благодарам што бевте гостин тука. Се Фала надам на дека поканата. по некое друго светско европско првенство За поубави работи. За поубави работи да говориме. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се во денешното издание на Утрински печат. Утре на исто време во ист термин се гледаме повторно.